12 септември, светски ден на првата помош. Не секогаш првата помош е укажана од медицински лица. Има хумани граѓани кои што знаеки, не знаеки, се разбира доколку се најдат во таква ситуација, знаат и да помогнат, но во ситуации кога не знаеме како да постапиме, треба да се советуваме со стручните лица, да не одмогнеме во таа ситуација, па од тие причини и на денешниот ден кога и се одбележува, ги поканивме од Црвениот крст на град Скопје, поточно од Центарот за обука за прва помош. Тука ни е докторката Емилија Чутановска. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Тука сме посебно спомнавте за важноста на првата помош, што треба да луѓето да знаат да ја пружат. Меѓутоа, посебно би сакала да нагласам дека сега оваа сабота, односно секој 2 септември во годината се одбележува светскиот ден на првата помош. Значи овој ден на првата помош во сабота, 9 така, доаѓа во сабота, го одбележуваат 192 национални друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина и ние сме од тој дел на одбележување на светскиот ден на првата помош. Да, како ги го одбележите? Мотото оваа година на одбележување на светскиот ден е првата помош и спортските активности, односно пружење прва помош при спортски било какви манифестации, надпревари и така натаму. Инаку оваа година планирано е да се одбележи во сите оние општински организации на Црвениот крст да превземат активност, работејќи од најмладите, возрастните, па се до најстарите во оние, на оние, да ги кажам, спортски терени, секаде каде што се одбиваат спортски манифестации, тренинзи, игралишта, али мислам дека посебно ќе биде акцентот во училиштата, на час од физичкото образование да се посвети темата прва помош, затоа што доста често повредите се случуваат на тие спортски активности. Ги споменате спортските активности, не може тука да не се вклучам во разговорот. Да. Спортот е најмасовната манифестација која што, односно спортските настани се најмасовните манифестации кои што ги привлекуваат луѓето. Меѓутоа на спортските надпревари се случуваат и случаи како со Ериксен, данскиот репрезентативец кој што колабираше на теренот, навивачи колабираат на трибините, па нели е добро и позитивно, освен медицинските екипи кои што се во мал број и кои што не можат да реагираат на секаде на големите стадиони и терените, и луѓето, обичниот човек да знае да пружи прва помош и заштита. Дали треба да се едуцираме во оваа насока? Значи, точно и затоа одбележувањето ќе биде насочено при спортски манифестации и така натаму, спортски терени, посебно училиштата ќе бидат опфатени, со тоа што првата помош не е само прва помош да трчаат, да кажам, медицинските екипи, тимови одговорни за таа фудбалска или било која спортска екипа, затоа што првата помош може да ја укажат и самите, не само нормално тренери, обучувачи какви се нивни, и гледачите. Првата помош може, најчесто ја викам, првата помош е прва помош за себе. Ако ти знаеш сами од себе да си помогнеш во некои ситуации, тогаш ќе знаеш да им помогнеш и на останатите повредени и тие што се во околината. Добро, постојат ли правила што мора да знаеме како граѓани за на вистински начин да пружиме прва помош? Значи, првата помош има една азбука, јас ја викам Doctors ABC, ди понатаму, добра, што би значило секоја буква. Значи, прво е да внимаваме на опасностите, односно ние да се заштитиме, да не се изложуваме на опасности, затоа што има ситуации каде што еве некој се лизни тука во студиово, нема опасност ни по мене, нити повреденото лице, може безпрекорно. Ако се лизне некој од колегите, ќе интервенираме на брзина. Често минеме опоменуваат поради високите подпетици, така што кажете еве да знаат колегите. Да, ќе стигнеме и до тоа, само чисто на кратко азбуката, буквите да ги објаснам. Значи, може без слободно, без никакви ограничувања. Меѓутоа има ситуации, да речам, некаде пожари, хемикали, рушевини и така натаму, каде што може да се пружи помош на лицето, меѓутоа опасно е тука и јас ќе погинам, што се вика лицето што спасува и повреденото.
што значи лицето може да му пружиме помош, меѓутоа не тука, ќе го извлечиме на безбедно, па макар и по цена на инвалидност или ако треба и ампутација на екстремитет, затоа што побаво е лицето да го спасиме, па да се здобија нели со некој хендикеп, не е битно животот пред се. Друга ситуација е, не сме супермен, вие што рековте кој како да помага, јас сум тука, меѓутоа некој пат лицето и да не знае како да помогне, затоа што има ситуации, поплави, пожари, земјотреси или какви катастрофи се случуваат, а доволно е што ќе се јави на повикот 112 и ќе објасни ситуацијата, локацијата, повредата каква е, значи самиот повик многу значи, затоа што човек некој пат не е супермен. И последната ситуација, сценарио е доколку процениме дека со нашиот чекор до повреденото ние стануваме жртва, подобро е на лицето само да му кажеме с Богом, затоа што во првата помош е добро што повеќе лица да се спасат, меѓутоа што помалку лица да погинат. Во таа ситуација, ако јас спасувам, јас гинам, тоа е таа. Понатаму, значи, освен опасноста, следното е да се провери лицето дали е свесно, комуникативно, понатаму да се провери дали лицето диши, ги има виталните функции, и зависно од тоа да се, ако има потреба, да се превземе постапка. Ако лицето при тој преглед што го правиме, со лицето гледаме дека спие лицето со ниедна дразба, на ниеден начин не може да го пробудиме да отвори очи, тоа значи дека лицето е во безсознание или кажано во кома, потребно е да се постави во одредена положба на опоравување за да се ослободат дишните патишта и да дојде до истекување на секрети од уста. Понатаму, доколку пак при прегледот провериме дека лицето нема витални знаци, потребно е да започнеме со срцево-белодробно оживување, со CPR или реанимација, како уште да го кажем, значи со срцево-белодробно оживување. Па понатаму, доколку има дефибрилатор, автоматски надворешен дефибрилатор, доколку е во рок од 2 минути може да стигне на местото на настанот, значи срцево-белодробното оживување да се започне со користење на дефибрилатор. Ако е подолго 2 минути треба да стигне на самото место, се започнува, значи, рачно со рачно притискање, односно срцево-белодробно оживување се додека не стигне дефибрилаторот и после успешната реанимација, сега ако е успешна, на самото место на незгодата лицето се поставува во положба на опоравување или пак, нели, доколку дојде брзата помош го превзема лицето. Сиве овие нешта кои што ги споменавте, дали се учат како обични граѓани, можеме да дојдеме кај вас на обука да ги научиме? Значи, Центарот за обука прва помош е отворен за сите оние, да речам, граѓани што се заинтересирани за да ги обноват своите знаења за прва помош, слободно може да дојдат во центарот, затоа што центарот не само на физички лица врши обука, едукација за, нели, возачите обавезно мора да поминат, понатаму исто работните организации, затоа што со Законот за здравје и безбедност при работа се кажува дека на секој 20 лица вработени на работно место, работна просторија до 20 кај што има, најмалку еден од нив треба да биде обучен да ја дава првата помош. Понатаму тука се и оние кои што сака да се стекнат со дозвола за управување на половен објект и тие ги посетуваат и секој оние кој што има интерес. Инаку обуките нудиме 3 вида на обуки, основната обука што се вика 6 школски часа, опфаќа основното е понатаму напреден еден курс 8 часовен, тука е, да речам, се од основното по системи и опфатена е работата со дефибрилатор и дводневниот курс 13 школски часа, 2 дена е, значи, таа обука. Опфатени се многу повеќе, значи се ова што е опфатено во напреден еден и понатаму специфичностите, значи алергија, удар од електрична струја, зависи според повредите кои што може да се случат во таквата институција. Споменавте млади, едукација, споменавте учење, правила, принципи и слично. Црвениот крст е примарната организација кога станува збор за првата помош и заштита. Сега, дали можете да покренете некаква иницијатива за враќање на оваа едукација во училиштата? Јас лично не можам, сум од онаа генерација која што имаше час по ППЗ или прва помош и заштита и не можам да ја заборавам куклата Анка на професорот по биологија Душко во Основното училиште Јосип Брз Тито во Влае и што се научивме на тој час, на тие часови кои што беа еднаш неделно и можам да да бидам жив сведок дека дел од тие сознанија. Дали ги памтиш?
Да, дел од тие сознанија и знаења и сме ги применувале не само на себе, туку и на најблиските, и на другарите, и на пријателите, значи споменавте спортски настани, дисторзија на скошни зглобови и слично, скршеници отворени и затворени. Да, ние како деца, како млади сме се соочувале со тоа на фудбалски терени кои што се играат на асфалт, на цемент, на бетон и слично. Значи не може на цемент, нели на бетон може да се играат. Значи дали постои некаква иницијатива или дали може да се покрене некаква иницијатива за враќање на едукацијата на Па таа иницијатива мислам дека е започната уште од кога се прекина во училиштата да се учи прва помош, и остана така? И остана така, меѓутоа се прават напори, али сега ви се придружиме ние. Да, благодарам. Да го пуштиме гласот. Да, добро. Сигурно. Сакав да прашам, има ли некој кој што доаѓа, кој што е заинтересиран и само иницијативно да ги научи правилата на пружење? Значи, Црвениот крст доста работи со младите, со учениците, подмладокот и така натаму, во однос на спремање екипи за надпревари во училишна, нели, младина, на основни, да, точно. Во основни, во средни училишта. Дури имавме и во градинките проект, каде што е многу интересно навистина да се работи со таа популација, се најинтересни. Значи, иницијативата се уште постои, али за сега се што не излегува од училиштата се благодарение на наставниците, професорите кои што имаат телан да одберат вистински, да кажам, ученици кои што понатаму ќе одат по надпревари, ќе ги добиваат знаењата, па ќе ги пренесуваат на нивните врсници и така натаму по надпреварите, меѓутоа се надевам дека во иднина ќе се овозможи затоа што се работи на таа тема. Да заокружиме, колку сме хумана нација ние? Прво, дали сме хумана нација, потоа колку? Па јас сметам дека да, еве, моje лично мнение, но колку, дали новата помлада генерација активно се вклучува во веќе започнатата работа? Мислам дека до пред короната имаше навистина доста активни луѓе и дури што се вика и на теренот, нели, обично цивилни структури што не посетувале обука. Мислам дека хуманоста беше на повисоко ниво. Сега како нели што се случи со короната, мислам дека и луѓето некој пат се плашат да пристапат во однос, нели, на инфекции и така натаму, меѓутоа сепак би рекла дека сме хумани. Хуманоста се прво треба да сме едуцирани, да знаеме што е опасно, што не е, за да знаеме кога треба или кога можеме да пристапиме за да помогнеме, затоа што може да одмогнеме, нели? Да, во никој случај ја мислам не може да се одмогни доколку лицето знае како правилно да постапи на самото тоа место, она што реков некој пат човек може би знае прва помош се, меѓутоа во тој момент се блокира, заборава се. Меѓутоа доволно и бројот 112 повикот и тоа е помош, затоа што самото лице знае не е само има некој ќе помогне и така натаму, или пак во околината што се собрале луѓе, обично нели имаме доста такви гледачи што само гледаат, коментираат, а никој не презема нешто. Значи, доволно и повикот, па дури и разговорот со самото лице, за да малку знае дека сепак некој ќе дојде, ќе му помогне, а меѓу тие што се вика лица што се затекнале на местото на настанот, може би ќе се најде и некој медицинско лице, па ќе пристапи на теренот или некој ќе потрча како и да ја пружи првата помош. Како и да бидеме хумани, тоа да констатираме. Така. Да, благодариме за гостувањето, благодариме, тоа беше доктор Емилија Чутановска од Центарот за обука за прва помош во Црвениот крст на градот Скопје. Се надевам дека помогнавме со оние нешта кои што зборувавме, со насоките кои што ни ги дадовте. Благодариме.